Добар ден, Дневник на телевизија Плюс, останете со нас во продолжение ќе гледате. Неколкократно намалување на количините на мед. Едукативни сообраќајни полигони за најмалите. Бар Гладиатор со проект за децата со хендикеп. Исклучително лоша година за пчеларите. На ниво на Македонија приносите се движат само до 5 килограми по пчелно семејство, а во Кумановско по 12 на килограми. Пчеларите, учесници на годинешнава саемска манифестација Денови на мед, бараат поддршка од Министерството за земјоделство, откаде велат дека разгледуваат одредени можности за поддршка на пчеларите. По 17 пат денеска на градскиот плоштад во Куманово беше отворена традиционалната манифестација Денови на мед, на која годинава учествуваат 16 производители од повеќе градови од државата кои нудат различни производи за кумановци. Манифестацијата ја организира Сдруженијето Пчела Куманово. Председателот на Сдруженијето изјави дека и покрај настојувањата на надлежните од Сдруженијето, производителите сепак се одлучиле поради недостиг на мед годинава да не понудат саемски цени за потрошувачите. Требаше да биде саемската цена пониска, но за жал пчелариве, пошто е дефицитарен медов годинава, не се сложија и излеговме со 400 денари официјална цена за килограм мед. Матичната млече 300 денари грам, а прополис и полен се по 2000 денари за килограм, восок 500 денари и така. Миксовите, секој си формира цена. На манифестацијата присуствуваше и председателот на Сојузот на Сдружение на пчелари од Македонија Минде Трајковски, кој посочи дека ова година е една од најлошите во државата, со просечно производство до 5 килограми мед, што е значително намалување во однос на просекот од 20 килограми по кошница во подобрите години. Ние работиме, значи пак ќе спомнам со Министерството заедно да го брендираме македонскиот мед. Прво, се работи, има такви проекти локално, да го заштитиме географското потекло, значи, а после тоа и на ниво на република да се брендира македонскиот мед и како таков да се извезува, бидејќи имаме ние од пред 10 на 15 години повеќе анализи правено и на институти и во Италија и во Германија и високо е оценет медот, бидејќи сепак климатските услови овде многу помагаат за ни такви резултати. Мислам дека во скоро време и така ќе може да се настапи на надвор на пазарите со македонскиот мед како препознатлив. На отварањето на манифестацијата во Куманово присуствуваше и заменик министерот за земјоделство Власта Димковиќ, кој им посака успешна работа на учесниците на саемската манифестација. Министерството додаде и информирано за лошата година во пчеларството. Ние контактираме со сите пчеларски организации и издруженија од цела Македонија и излегуваме опресет со програмата за субвенционирање на земјоделско производство. 20% за оваа година зголемени, што значи дека и пчеларите во тој обем влегуваат. Тоа се едни од мерките кои преземаме, воедно ќе преземеме во наредниот период и одредени бенефити према опремата што ја најбува да ја ставиме во гранка на другите земјоделски производи, што значи дека Министерството сосема ги апсолвира проблемите во пчеларството. Долгогодишниот пчелар Бранко Тасовски вели дека не се сеќава на полоша година за пчеларството тековната. Објаснува дека разликите во температурата, уништувањето на цветот кај одредени овошки, екстремно високите температури придонеле двојно да се намали производството. Единствено што може да се, да не речем пофалиме, во однос на други во Македонија, може да овој дел наш Кумановски, Козјачије, таму негде до Страцин даде една количина мед, количина која не е нешто голема, но и сепак е голема во однос на Македонија, каде што немаше ништо. По 13 кг до 15 најдобри мед, толку колку да ги задоволиме нашите ценети потрошувачи. И неговиот колега од Битола објаснува дека мразот ги уништил овошките, а големите температури само го дополниле овој негативен тренд. Целата земјоделска, да речам, друга опрема е намалена со 5%, а се уште за пчеларството не е и остана со 18%, па еве еден апел до надлежните ако е можно тоа да се направи со 5%. На ниво на Куманово има околу 150 пчелари, а во Сдруженијето членуваат околу 60. Манифестацијата ќе трае 2 дена.
Ке се зголемува свеста за безбедноста во сообраќајот преку едукативни сообраќајни полигони. Во рамките на кампањата Јас внимавам, ОКТА донираше сообраќајни полигони наменети за ученици до 4-то оделение. Едукативни сообраќајни полигони денеска добија основните училишта Кочо Рацин, Толи Зордомис, донација од рафинеријата ОКТА во рамките на кампањата Јас внимавам за поголема свесност за безбедност во сообраќајот. Воедно на најмалите ученици им беа подарени боенки со основните сообраќајни правила. За вакви наградни средства мечтаеме одамна, поготово во наставата целисходно за да се искористи поготово во темите за сообраќај и се надевам дека ќе ни послужи во исполнување и реализирање на наставните содржини. Едукацијата од најмала возраст е услов за почитување на сообраќајните правила и прописи, смета градоначалникот Зоран Дамјановски, потенцирајќи дека треба да се посвети многу поголемо внимание на подигање на свеста на граѓаните за сообраќајната култура. Мислам дека на некој начин привлекува внимание кај младите, на некој начин сообраќајната култура е дига на повисоко ниво, бидејќи сами сте свесни дека во Кумановштво Македонија ние многу малку внимаваме на сообраќајните прописи. Сообраќајната култура не е на високо ниво. Затоа ова едукација од најмалите можеби е услов за почитување на сообраќајните прописи. Живееме во град во кој имаме таков урбанизам од многу поодамна време, сообраќајници со таква профилација, како што многу пати кажувам, со реалистички урбани профил, затоа имаме еден потескобен сообраќаен простор и затоа ова едукација дава допринос за безбедноста на граѓаните. Ова не е прва донација од ОКТА за Куманово. Пред неколку години компанијата подари и противпожарно возило на територијалната противпожарна единица Куманово. На регионалниот пат граничен премин Пелинце Младо на Горичане, вчера околу 11 часот и 40 минути, во аторот на селото Пелинце се случила сообраќајна незгода во која патничко возило Рено 19 со кумановски регистарски таблици, управувано од СМ и 27 години од село Пелинце, излетало надвор од коловозот на левата страна и удрило во дрво, информираат од Министерството за внатрешни работи. Во незгодата со тешки телесни повреди се здобила СМИ, која со возило на итна медицинска помош била пренесена во ургентниот центар во Куманово, од каде како итен случај била препратена во ургентниот центар во Скопје за понатамошно лекување. Увид на местото на настанот извршила увидна екипа од СВР Куманово. Се работи за целосно расчистување на случајот. Нов зелен пазар во населбата Гоце Делчев, откупен центар на производи на големо, до уредување на добиточниот пазар, најави кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМНЕ Зоран Ѓорѓиевски. Кандидатот за градоначалник од Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМНЕ за Куманово Зоран Ѓорѓиевски, заедно со носителот на советничката листа Драган Петковски и кандидатите за советници, денеска одржа пресконференција на која презентираше дел од мерките опфатени во програмата со која настапува на локалните избори. Ѓорѓиевски оствари средба со учесниците на Семската манифестација Денови на мир. ВМРО ДПМН јас како кандидат за градоначалник на Куманово продолжуваме со презентација на нашата програма за наредните локални избори 2017 година. Овдека сме на традиционалната изложба на кумановските медари, која традиционално ќе се одржува секоја година. Доколку ние дојдеме на власт, традицијата ќе биде продолжена, ќе гледаме да ја прошириме и со нови можности и да ја надополниме со одредени бенефиции према самите луѓе кои се баваат со ова дејност. Освен ова, можеме на граѓаните да понудиме од новите мерки во нашата програма, а тоа е покривање и техничко уредување на сточниот пазар во Долно Којнаре, изградба на нов зелен пазар во населба Гоце Делчев и изградба на откупен центар за земјоделски производи на големо. Тоа е една работа која одамна фали на кумановчани, така да и оваа работа ќе имаме прилика во нашава програма да ја понудиме и да ја реализираме со поддршка на граѓаните. Со овие мерки, смета Ѓорѓиевски, ќе им се излезе во пресрет на добар дел од кумановци.
Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во планот за живот на Куманово предвидува креирање нови работни места и инвестирање во индустријската зона во Речица. Е дел од мерките опфатени во програмата за локалните избори. Денеска презентираше носителот на советничката листа Атина Мургашанска. Носителот на листата од коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Атина Мургашанска и кандидатите за советници, денеска одржаа пресконференција на која беа презентирани дел од мерките опфатени во програмата за локалните избори, наменети за креирање нови работни места. Во нашиот план за живот во Куманово планираме повеќе пари за општината, а со тоа и повеќе можности за сите. Ќе вложиме во младите и ќе отвориме центри за отпочнување и развој на бизнисите. Ќе направиме здружување на бизнис заедницата, општината и граѓаните со единствена цел нови и подобро платени работни места. Таа додаде дека ќе ја вклучат бизнис заедницата во дефинирањето на приоритетите на општината и ќе воведат бизнис форуми како редовна активност за проектирање и следење на локалниот економски развој. Планираме подобрување и создавање услови за развој и инвестирање во индустријската зона, утврдена со урбанистичкиот план во населено место во местноста Речица и Новине, преку изработка на проектна документација и реализација на инфраструктурата која ќе овозможи квалитетен пристап и промоција кај потенцијалните инвеститори. Инвестирањето во индустријската зона позитивно ќе се одрази на економијата на градот преку искористување на постоечките ресурси и создавање на услови на создавање на нови работни места. Нови мерки со кои младите ќе започнат свој сопствен бизнис исто така се дел од планот за живот за Куманово, посочи Мургашанска. Инвестициски проекти во спортот, изградба на јавни тоалети, решавање на сообраќајниот хаос се само дел од проектите кои се наоѓаат во програмата на СДСМ, а кои беа презентирани пред граѓаните во Соколана на вчерашниот мини митинг од кандидатот за градоначалник Максим Димитриевски. Кандидатот за градоначалник од СДСМ за Куманово Максим Димитриевски и кандидатите за советници вчера вечер одржаа средба со граѓаните од Соколана, каде презентираа дел од мерките опфатени во програмата за престојните локални избори. Димитриевски рече дека има бројни проекти наменети за сите граѓани на Куманово и дека е време Македонија да му се одолжи на градот со сериозни капитални инвестиции. Потенцираше дека со новите проекти ќе ги подобри условите за спортување во градот. Ќе ветам една работа што ќе ја направам тука во Соколана. А тоа е не само во Соколана, туку и во центар на градскиот плоштад. Ќе изградам јавни тоалети, бидејќи тоа го нема во Куманово. На таа патека, која што повторно ние од СДСМ и нашите коалициони партнери ја изградивме таа атлетска патека, ќе изградиме една современа соблекувална за да спортистите се пресоблекуваат и тушираат така како што им доликува. Но исто така ќе влеземе и во инвестиции во делот на одржувањето и создавање на нови зелени површини. А на сите оние кои што во изминатиот период се стекнаа со државен имот и при тоа не ги испочитуваа обврските од договорите за концесуирање и концесија на спортските објекти, ќе им направам ревизија и ќе мора да ги вратат објектите на општината. Дамјановски најави дека со владата ќе се направат напори да ги врати спортската сала, стрелиште и уште неколку спортски објекти, за да граѓаните ги користат за спортување, а не за трети намени. Најави изградба на нови паркиралишта, монтажни и катни гаражи, капитална инфраструктура по која се опфатени тротоари и велосипедски патеки. 80-тите години Куманово имаше булевар со велосипедска и пешачка патека. Денеска Куманово нема велосипедист на улица и кога ќе се движи пешак на улица не знае од која страна ќе го згазат, дали од левата или од десната. И должам како кумановец на мои кумановчани заедно со вас тоа да го променам. Во следните 4 години ќе ги тргнам сите возила од јавните прометни површини, од главните булевари и улици во Куманово. Пред присутните се обратија и дел од кандидатите за советници, кои ги повикаа граѓаните да гласаат за бројот 19, односно за коалицијата предводена од СДСМ. Одлуките на секторот за урбанизам се согласно законите, тврдат надлежните од овој орган, како и актуелниот градоначалник на Куманово, одговарајќи на обвинувања на дел од кандидатите за градоначалници.
Сите одобренија кои што ги издал секторот за урбанизам на територија на општина Куманово се во согласно со Законот за просторно планирање и градба, потенцираше актуелниот градоначалник на Куманово Зоран Дамјановски, одговарајќи на обвинувањата на дел од кандидатите за градоначалници дека секторот работи непрофесионално. Дамјановски нагласи дека цврсто стои зад работата на овој сектор, па затоа порача кандидатите за градоначалници да се посветат на своји проекти, а не да го критикуваат овој орган. Тука работат на 30 луѓе кои професионално имаме комисија која е лиценцирана и која ги врши своите обврски. За сите тие небулози, инсинуации, како што спомнува во дебатите, има институции на системот, бидејќи се спомнува и некакви урбани мафии, не знам какви све номенклатури се користат во тие дебати, би препорачал на кандидатите за градоначалници, ако сака да ги добијат гласовите и довербата на народот, треба да излезат со проекти, конкретни датуми, начин на изведба и визија за градот. И раководителката на секторот за урбанизам при општина Куманово нагласи дека постапките за носење на детални урбанистички планови се спроведуваат на транспарентен начин согласно Законот за просторно урбанистичко планирање. Таа објасни дека постапката на носење е сложена бидејќи се организираат јавни презентации и анкети со сите граѓани кои се засегнати од донесување на некој детален урбанистички план во своето опкружување. Потоа се чека на согласност од Министерството за транспорт и врски, бидејќи без таа согласност Советот на општината не може да донесе одлука да го усвои тој план. Ние како сектор имаме донесено многу урбанистички планови и законитоста на работење на тие планови ја утврдува Уставниот суд и досега, како што кажа градоначалник, само еден дуб е укинат од страна на Уставен суд поради формално правни причини, а не поради некои повреди направени во поглед на просторно и урбанистичко планирање. Доколку постои сомневање дека има некои пропусти направени во сите овие постапки што ги работи секторот изминативе години, можат да дојдат сите кои се сомневаат во тоа да извршат увид што се случува на лице место и дали реализација на дупови и нашите одобренија е согласно издадената планска документација, не е во надлежност на сектор и ние не водиме контрола на она што ни се случува надвор од нашите канцеларии. Градежната инспекција е должна да изврши надзор на објектот во однос на отстапување на маркицата, но истото треба да го прават и инвеститорот, надзорниот орган и ревизијата. Право на глас на предстојните локални избори што ќе бидат одржани на 15 октомври годинава ќе имаат 1.814.644 гласачи, соопшти денеска Државната изборна комисија по заклучувањето на избирачкиот список и спроведените промени кои произлегува од јавниот увид. Во изводите од избирачкиот список се запишани 1.735.682 гласачи, 77.071 избирачи се на привремена работа или престој во странство. 1882 за време на изборите ќе се наоѓаат на издржување казна затвор или се во притвор, а 9 гласачи се запишани како внатрешно раселени лица. Шестите локални избори во Македонија на 15 октомври ќе се спроведуваат на 3480 избирачки места во 80 општини и во градот Скопје. Вториот круг од изборите е закажан 2 недели подоцна, на 29 октомври. Љубителите на уметноста синоќа има можност да присуствуваат на отварање на изложбата Кокино наоди на археолошките искупувања која се одржа во Народниот музеј. Во постојната музејска поставка на Народниот музеј синоќа се отвори голема археолошка изложба Кокино наоди од археолошките ископувања, која што е резултат на 15-годишните истражувања на археолошкиот локалитет Татиќев камен. Присутните имаа можност да видат над 120 предмети кои потекнуваат од раното бронзено време. Во витрините своје почесно место за прв пат добија ексклузивните народи од Кокино, со кои што може се пофалиме дека ги имаме не само во Македонија ексклузивни народи, туку и на целиот Балкан, значи фрагменти од садови од раното бронзено време, какви што нема паралели со нив, култни фигуринки, прилози во
светилиштето, за кој што исто така немаме никакви, односно има пошироки паралели, меѓутоа во Македонија и на Балканот нема паралели. Изложбата е дел од проектот на УНЕСКО кој се однесува за афирмација на Кокино. Инаку од понеделник на овој локалитет ќе се одржува научен симпозиум на кој е планирано да учествуваат околу 30 учесници, од кои поголем дел од Македонија, но и од Бугарија, Грција, Србија, Косово и САД. На денешното последно судско рочиште обвинетите во случајот Диво населје и нивните адвокати ги изнесуваа завршните зборови. Скопскиот кривичен суд треба да одлучи за висината на казната на 37 на обвинети за тероризам и за терористичка организација. Обвинетелството побара доживотен затвор за сите 37 обвинети за тероризам и терористичка организација. Адвокатите на обвинетите пак бараат ослободителни пресуди, бидејќи според нив има недостигнат докази за сторено кривично дело. Пресудата за настаните во Кумановско ќе биде соопштена на 17 октомври. Бар Гладиаторс во недела организира настан за физички активности на децата со пречки во развојот во паркот зад економското училиште. За сега според најавите има пријавено голем број дечиња, а организаторите ги повикуваат и останатите да бидат дел од настанот кој има за цел да ја зголеми социализацијата на оваа категорија дечиња. Членовите на Бар Гладиаторс во недела во паркот за економското училиште Перонаков организираат голем спортски хепенинг за децата со хендикеп од сите основни и средни училишта во градот. Проектот предвидува едноставни и лесни дисциплини во блага форма, наменети за извршување на терен според можностите на самите деца. Станува збор за прв настан кој што Бар Гладиаторс го организираат. Значи, во настанот се вклучуваат сите деца со пречки во развој, односно хендикепирани деца кои што имаат посебни образовни потреби. Целта на проектот е социализација, дружба, значи да им овозможиме на децата да се чувствуваат еднакво. Тоа е целата намера на самиот проект. Има различни возрасти, значи во зависност од нивната физичка подготвеност и годишна возраст, ние имаме определено повеќе различни групи и на основа на тоа ќе им задаваме одредени задачи кои што тие ќе треба да ги исполнат и на тој начин воедно ќе се забавуваат. Децата со пречки во развој ќе имаат можност да чекорат во брз и спор тек, да направат чучњеви, но и вежби со раце зависно од нивните можности. Претходно членовите на Гладиаторс имаат поделено информативни флаери со информации каде да се пријават заинтересираните, а како што информираше Карамфиловски, веќе се пријавени поголем број заинтересирани. Поради недостаток на финансиски средства, однапред се извинуваме на основните и средните училишта од албанска припадност. Се надеваме по успешна реализација на овој проект, дека во иднина ќе бидат повикани и поединци од нивните основни и средни училишта. Поддршка за проектот Бар Гладиаторс има од физички и правни лица од Куманово, но ги повикуваат и останатите кои сакаат да се придружат на проектот. Според најавите на метеоролозите, дождот ќе престане, па организаторите ги повикуваат кумановци во што поголем број во недела во 11 часот да бидат дел од овој настан. Времето денеска во Куманово беше облачно со дожд, а дуваше североисточен ветер. Максималната температура изнесуваше 17 степени, а минималната 8. За утре метеоролозите најавуваат променливо сончево, а ќе дува североисточен ветер. Дневната температура ќе достигне до 18 степени, додека утринската ќе се намали до 6 степени Целзиусови. Тука е крајот и на денешниот дневник. Ви посакувам убава и пријатна вечер. Од мене довидување.